Златен јубилеј го краси друштвото за планинарски спортови Лисец од Штип. Една случајна авантура на штипските љубители на планините во 1969 година прерасна во формирање на друштво чии успеси одекна и се уште одеклуваат, како во Македонија, во околните балкански простори, така и ширум европските, па и светските меридијани. Ќе почнеме од 1969 година, кога 11 млади средношколци од Штип решили да направат еден излет на планината Плачковица. Во тоа време поимот планинарство бил многу ретко употребуван во нашите простори, така да овој ден, кога тие прв пат излегле организирано со договор на излет со спиење во шатор или како се биле, точно и не можам да ви кажам, идејќи јас сум член од 83 година, се смета како ден или почеток на формирање на планинарското друштво Лисец Штип. Во тоа време тоа било планинарско друштво Лисец Штип, како се менуваат потребите, регулативите во државите, така и денес нашето друштво е Друштво на планинарски спортови Лисец. Зошто Друштво на планинарски спортови Лисец? Бидејќи од тие почетоци, од таа, да не речам, наивна прошетка на млади ентузијасти, напредни средношколци, произлезе потоа да неколку илјади од луѓе, планинари, љубители на природата од нашиот град учествувале во разни акции, со тоа што дел од нив потоа почнува да се развива во повеќе области. А нашето планинарско друштво е меѓу едни од водечките во ориентацијата во Македонија, а нашето друштво е едно од првите кои учествува во алпинистичките акции во Македонија. Може би грешам, може би не, нека реагираат оние ако мислат дека грешам, дека е најалпинистичкиот град во Македонија. Зошто? Бидејќи од нашиот град имаме 5 алпинисти кои се биле на Хималаите. За Скопје, да речеме, не знам дали точно, но почнувајќи од најголемиот успех од нашиот доктор Сашко Кедев, кој ја искачи највисокиот врв кој го искачи, Трајче Алексов, кој неколку пати веќе има тамо прстојувано на Хималаите со одредени своји врвови, Зоран Читкушев, јас Стојанче Јарданов и Александар Санев, сите сме биле на некои одредени акции на самите Хималаи. Морам да кажам дека едно после пеони планинарското друштво Лисец во тоа време има откриено 4 спелеолошки објекти на планината Плачковица, со тоа што се формиравме и се регистриравме како спелеолози, така да во областа каде што планинарството ги спојува повеќе видови на активности, сме едно од најстарите и едно од најактивните друштва во Македонија. Рековте дека многу помина преку редовите на Друштвото за планинарски спортови Лисец. Јас би рекол дека може би 1/4 за овие 50 години граѓани на Штип поминале преку најразлични секции. Вие спомнавте спелеолошка, алпинистичка, меѓутоа има повеќе секции, да ги спомнеме и останатите. Ви реков, има секција за ориентација, има спелеолошка секција, има секција за ориентација. Има планинарско, ние по старите веќе викаме ливадарска секција, таму кај што во склопот на нашето планинарско друштво имаше и се уште постои друштво на љубители на лековити и јадливи растенија во планините и секако ќе направив голема грешка. Во последно време, последните 5 години, во Друштвото на планинарски спортови Лисец е активно младоста, односно делот каде што е најпопуларно спортското качување. Спортското качување е признаено во цела Македонија дека сме најактивни, најмногобројни и со најмногу одличија кои се во Балканот и пошироко. Во Атина, во Софија, во Македонија, на сите надпревари имаме прекрасни млади качувачи кои секако утре ќе бидат и наградени на 50 годишнината. Јас се надевам дека и вашата телевизија ќе биде присутна да го овој чин на наградување и овековичи за нашето 50 годишнина од постоењето. Мора да го истакнам и овој податок. Сите планинари имаат партизански имења. Вие сте Лопен, што значи тоа?
Планинари најчесто во алпинизмот, бидејќи самиот спорт носи своји убавини, но и опасности, поготово алпинизмот и екстремните спортови секогаш носат. Така да, при првото качување на екстремен врв или на некој смер, планинарите, за да ги штити нешто или некој, добиваат планинарско име, по тоа име се познати и се вика крстење на еден ритуал кој е многу специфичен, со казнување на тој, демека тоа е всушност некое физичко казнување со јажето кое се качува алпинистот, со цел да има на ум дека треба и да внимава дека тоа е нешто што носи покрај задоволството и свој ризик, така да на тој начин сите што се учествувале на такви први акции, екстремни акции или освојување на висок врв, го добиваат планинарското име со тај ритуал кој постои не само во Македонија, пошироко. Вие бевте на експедицијата Манасло 2002. Ти, Трајче Алексов и Јацко. Какви беа впечатоците накратко? Морам да го споменам Ендрю Лок, тој е еден од најголемите алпинисти во светот, ги има искачено сите 14 врвови, бидејќи тој е многу близок пријател на Трајче Алексов, кој моментно живее во Австралија. Да споменам, утре ќе го видиме, тој доаѓа специјално за 50 годишнината. Тој со помош на со организирање на Ендрю Лок не покани нас, Александар Санев и мене, да учествуваме на оваа експедиција, со тоа што да допринесеме, бидејќи кога е групата поголема, знаете, и кога нашите се качи на Монте Еверест и било која експедиција, битно е еден кога се качи на врвот, е успешна експедиција. Да, а потоа со повторно качување, дали ќе се качат и другите членови, тоа е веќе успех личен за нив, но за експедицијата тоа. И ние таму бевме на тој начин што допринесовме со секој со своите можности и способности, едно се качи на врвот, Трајче Алексов до 8000 метра се качи уште 165 метра, од здравствени причини мораше да се повлече, така да оваа експедиција за нас беше големо доживување, големо искуство, и ако не го искачивме, сепак е доживување кој ќе опамтиме за цел живот. Мора да кажам дека Ириш телевизија, спортската реакција, имаше ексклузивни материјали од вас, од тоа искачување, би рекол, нема освојување, искачување на родба настои. Сите оние искрени любители на планината беа запознати како во Штип, пошироко и во Македонија. Јас ви благодарам. Благодарност и до вас, бидејќи не само оваа акција, дали ќе се ориентацијата, дали и други работи, телевизија Ирис покрај сите своји програмски определби и спортскиот дел од случувањето во Македонија, па во Штип, па и во Источна Македонија, секојаш ги следите, така да тоа е за пофалба и на вас исто благодарност. Сосема за крај, каде, кога ќе се одржи оваа прослава? Во ресторанот Стибо Плаза, утре вечер, со една богата програма, со еден на овој големи јубилеј како што прилега, бидејќи 50 години е 50 наши искусни, стари членови, од самиот почеток па до најмладите кои сега во последните 5-6 години се многу активни и освојуваат доста одличија на нивните надпревари, ќе бидат наградени, значи местото е Стибо Плаза во 19 часот, се уште има слободни места, доколку некои од граѓаните имаат желба да присуствуваат, ќе се јават таму на соодветно место, за да можат во една богата музичко-спортска програма да видат како се честува 50 години на едно планинарско друштво.